Добар ден на сите првачиња. Јас сум наставник Марија и денеска ќе ви одржам час по македонски јазик. На тој час ќе учиме една нова буква. Мојата буква. Дали сте подготвени? Додека го подготвуваш твојот потребен материјал, а тоа е тетратката по македонски јазик, учебникот по македонски јазик и училишниот прибор, а за подоцна, тесто или пластелин, јас ќе кажам што ќе научиш на овој час. Ќе научиш да се оспособиш визуелно да ја препознаваш големата печатна буква М, да кажуваш зборови со гласот М во сите три позиции на зборот, да ја пронаоѓаш големата печатна буква М во текст и да ги запознаеш елементите од кои што се пишува буквата М, а со тоа ќе се подготвиш и за почетно пишување. Се надевам дека си подготвен за часот. Овој час ќе го започнеме со погодување на досега изучени букви. Сега сам ќе се провериш колку од досега изучените букви си научил. Која буква ја гледаш? А сега? Како ти оди? Ајде да се провериме дали ги погоди 6 букви. Првата буква е буквата Д, втората е А, К, Г, В и Б. Ајде понатаму. Како ти оди? Ајде да се провериме. Ова е З, Е, И, Ж, Ј, Дз. Ако ги погоди сите 12 букви, ти си супер. Ајде сега да играме една игра. На буква, ја кажуваш првата буква на зборот. Гледаме ластовичка. На која буква почнува зборот ластовичка? Така е, на Л. Л, ластовичка. А ова е крал. На која буква почнува? К, крал. Така е. Гума. Г, гума. Д, дрво. Н, ножици. Б, балон. З, змеј. И К, круша. А сега продолжуваме понатаму. Морков. Маса. Мече. Мајмунче. Млекце. Маче. Мравка. Миксер. Што забележуваме? Сите овие зборови започнуваат на иста буква, а тоа е буквата М. А веќе погоди. Денес ја учиме буквата М. Сега ќе играме една друга игра или една друга вежба. Ќе одредуваме каде се наоѓа гласот М во различни зборови. Тој може да се наоѓа на 3 различни позиции. На почеток, значи ако е прва буквата М, тогаш велиме дека е на почеток и го бележуваме првото квадратче. Може да се наоѓа на крајот, значи зборот да завршува со буквата М. Тогаш го одбележуваме последното квадратче и доколку гласот М се наоѓа некаде помеѓу првата и последната буква, тогаш го бележуваме средното квадратче. Знам дека оваа игра сте ја играле на часовите и ви е јасна. Може да почнеме? Што ја гледаме на сликичката? Макарони. Каде се наоѓа буквата М? Така е, на почеток на зборот. А ова што е? Шлем. Каде го слушаме гласот М? Шлем.
Така е, на крајот. А во зборот змеј, во право си, во средина. А во зборот камен, така е, во средина. Килим, на крајот. Браво за тебе! А сега ќе погодуваме во кои зборови го слушаме гласот М. Меѓутоа, за да ти биде полесно оваа вежба да ја сработиш, прво ќе ти објаснам каква положба заземаат нашите усни кога го изговараме гласот М. Значи, кога го изговараме гласот М, горната и долната усна се составуваат, а воздухот силно поминува преку нив. М. Ајде сите повторете. М. Значи горната и долната уста се составуваат. М се допираат. И сега лесно ќе го одредуваме присуството на гласот М. Ајде да видиме. Санка. Дали во зборот санка го слушаш гласот М? Така е, го нема. А дали во зборот бубамара се слуша гласот М? Бубамара? Така е, се слуша. А дали можеме да одредиме каде се слуша? На почеток, во средина или на крај? Бубамара. Така е, во средина. Во зборот гума, така, каде се слуша? И овој пат си во право, по средина. А ова е автомобил, автомобил. Го слушаме гласот М и тоа каде? Во средина на зборот. Во зборот јагода, дали го слушаме гласот М? Така, значи го нема. Во зборот лубеница и во зборот лубеница не се слуша гласот М. А во зборот семки, така, во средина. Се надевам дека ти е интересна и лесна оваа вежба. Доколку ги погоди сите, браво за тебе! Ајде да видиме сега од кои елементи се состои буквата М. За да знаеме да ја пишуваме буквата М, треба да знаеме од кои елементи се состои. Еве јас денеска си играв малку со тесто и ја правев буквата М. Таа се состои, ученици, од 4 елементи, тоест 4 линии. Првата линија е права и справена и се пишува од озгора на надолу. Потоа имаме една коса надесно, па една коса налево и уште една права и справена линија. Значи 4 прави линии, 2 прави исправени и 2 коси линии. Еве, вака, ако ги соединиме сите тие, да ги споиме, да се допираат, еве ја буквата М. Така и ти после можеш да ја моделираш буквата М со тесто или со пластелин. Еве, многу букви М. Да видиме како се пишува. Значи, еве една линија што се почнува од озгора на надолу, па пак го враќаме моливчето од озгора, пишуваме коса линија, може да биде до долу, може и до средина, меѓутоа до долу е правилно. Па пишуваме уште една коса линија, значи од озгора надолу, па го креваме моливчето кон надоле, веднаш продолжуваме нагоре и уште една линија надолу. Некои ученици, кога учат да пишуваат, почнуваат од оздола кон нагоре, меѓутоа тоа не е правилно. Кога ќе пишувате или моделирате, секогаш почнувајте од озгора кон надолу да ги пишувате буквите. Дали веќе ја знаеме буквата М, дали ја познаваме? Се надевам дека ти влезе во меморијата. А сега ќе ја пронаоѓаме буквата М во текст. Овој текст е за едно девојче што се вика Милица и нејзиното маче. М Милица, М маче.
Малата Милица има мало маче, Милениче. На мачето му даде млекце. Таа го милува и му вели: Мило мое маче, напий се млекце и ќе пораснеш големо. Така ми вели мојата мајка. Ајде да видиме сега. Во зборот малата. Евеа буквата М. Милица. Евеа буквата М. Овој текст го имаш на страна 94 во учебникот по македонски јазик и таму и ќе ги пронајдеш буквите М. Има мало маче. Еве, како јас што ги подцртувам тука, така и ти во книгата ќе ги подцрташ, ќе ги пронајдеш. Милениче. На мачето му даде млекце. Таа го милува и му вели. И ова натаму сам ќе го продолжиш. Мило мое маче, напий се млекце и ќе пораснеш големо. Така ми вели мојата мајка. Се надевам дека ќе знаеш да ја завршиш вежбата до крај. Ајде сега ќе направиме една вежба за почетно читање. Ќе ги погодуваме првите букви од сликичките. Ајде, на која буква почнува зборот мече? М, мече. А ова е ананас. А, ананас. Маче. М, маче. Авион. А, авион. Ајде да видиме што добивме. М-А. Дали успеавте да препознаете за кој збор станува збор овде? М-А. Кој збор го добивме? Мама. Ајде уште една. Б. Балон. Автобус. А. Автобус. Банана. Б. Банана. И ајкула. А. Ајкула. Ајде да видиме кои букви ги добивме. Б-А. Дали успеа да препознаеш кој збор е ова? Б-А. Баба. Така, значи, за да научиме во второ оделение да читаме, потребно ни е да знаеме од кои гласови се составени зборовите. Еве ти сега една задача за тебе. Како ќе ја научиш буквата М да ја пишуваш, да ја моделираш. Еве, еден ученик како тоа го направил. Значи, ќе ја украсиш по твоја желба, не мора вака. Можеш сам да ја напишеш, ако знаеш, може некој да ти помогне и да ја пронајдеш буквата М во различни позиции од зборот и да ја одбележиш. И секако, како што кажавме уште на почетокот, од пластелин или од тесто, ако ти дозволи мама, да ја моделираш буквата М. Многу важно е да ги кажуваш гласовите од кои што се составени зборовите. Значи мама, М-А. Дедо, Д-Е-Д-О. Книга, К-Н-И-Г-А. Дрво, Д-Р-В-О. Маса, М-А-С-А. Стол, С-Т-О-Л. И многу други зборови. Значи, кога ќе научиш така да ги спелуваш зборовите, потоа нема да имаш проблем ниту со пишување, ниту со читање. Значи, треба да го вежбаш тоа. А сега ќе ти предложам една квиз игра и една друга вежба од дадени сликички да поврзеш која сликичка на која буква одговара. Еве, например, овде е авион. Со која буква ќе ја поврзаме? Со А. Ова е љубов. Со Л. Дете со Д и така натаму. Значи, првата буква од зборовите ќе ги сработиш, а дома некој од возрастните ќе те провери дали ги препознаваш сите изучени букви, дали ти е потребна помош или само препознаваш дел од изучените букви, за да знаеш колку треба да вежбаш. А сега ќе ти го пуштам квизот,
кој што ќе го најдеш на оваа страна. Треба да се препишат точно овие букви и знакови, за да може да се игра квизот на гласот. Еве го квизот. Кога ќе ти се отвори оваа страна, кликнуваш на зеленото копче и чекаш да се отвори играта. И сега слушаш. Зборот јагода е составен од 5 гласа. Да или не? Јагода. Ајде да броиме. Ј, А, Г, О, Д, А. А овде вели 5, значи треба да кликнеме не. И ова е точен одговор. Еве, сега се качувам на поисок. Во зборот учење има 5 гласа. Ајде да Да изброиме. или не? У, Ч, Е, Њ, Е. А, да, 5 гласа. Точен одговор. Зборот прозор е составен од гласовите П, Р, О, З, Р. Да или не? Точно е ова. П-Р-О-З-Р. Прозор. Значи не е точно. Од гласовите М, А, С, К, А се формира зборот маса. Да или не? М, А, С, К, А. А зборот маса. Значи не. И така натаму. Значи веќе ќе можеш сам да продолжиш натаму да го поминеш овој квиз.